Телесител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладневни вести во 16 денеска гледаме. Македонија го одбележува денот на светите Кирил и Методиј. Ќе има ли надеж за македонските евроинтеграции на самитот на НАТО во Хаг? Бугарија не ја коментира најавата за средба. Обвинителството бара ефективен притвор за Насеф Инухиу. Роднините на жртвите откочени ќе даваат исказ пред обвинител. Голем прекин на електричната енергија низ Јужна Франција, 160.000 домаќинства без струја. Вести и детали за Конгресот на Социјалистичката партија на Македонија. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Македонија денес го одбележува денот на светите Кирил и Методиј. Во Охрид архиепископот Стефан служеше литургија. Во Охрид пее и премиерот Христијан Мицкоски. Непријателствата меѓу народите, судирите меѓу културите и разните немири кои постојат не би биле такви и толкави кога во светот би имало повеќе луѓе какви што имале солунските браќа. Истакна поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан во обраќањето на Свечената академија, што по повод 24 мај денот на светите Кирил и Методиј се одржа во катедралната црква Света Софија во Охрид. Зашто да потсетиме тогаш кога посилните империи и поетаблираните народи сакале културна јазична превласт над словените, светите Кирил и Методиј не наметнувале туѓ јазик и туѓа култура, туку сакале токму Христовото име и неговата наука да допрат до срцето на секој човек на разбирлив мајчин јазик. Председателот на владата Мицкоски забележа на потребата од единство, порачувајќи дека не сме премногу да се двоиме и не сме пресилни за да се разединуваме. Не треба да не вознемируваат таквите негирања затоа што во глобалниот свет на поголеми и помали, на посилни и послаби, тоа е природен процес на докажување. На помалите народи им преостанува да играат мудро, паметно и стабилно. А во однос на негирањата, одговорот ќе го добијат и тие, и сите други. Во оригиналните списи кои во оваа прилика се изложени на 10 метри од местото на овој мој говор. Што се однесува на темата на домашните превирањина, како што рече внатре државни сопки? Пред притисоците од надвор, премиерот ја посочи потребата од единственост во позициите кај сите. Замислете позиција каде ќе бидеме единствени, едногласни за најважните прашања, нешто што реално не се случуваше овие повеќе од 30 години. Замислете позиција каде нема да се делиме пред надворешните фактори, нема да паѓаме во нивните очи преку математиката на броење на прозападни и происточни крвни зрнца, каде ќе ги искористуваме сите шанси кои ни ги дава историјата за приклучок кон големите процеси на европско и светско ниво. При тоа, како што рече Мицкоски, за да се направи чекор напред, потребно е градење на државно и национално единство и подавање рака и клучна согласност за најважните прашања за татковината. Нина Ритоновска, Сител телевизија. А председателката Гордана Силјановска-Давкова и државно-црковната делегација кои се во посета на Рим и на Ватикан за одбележување на денот на словенските просветители, браќата Кирил и Методиј денеска положија венец пред спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа во базиликата Санта Марија Маџоре. Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова и државно-црковна делегација се во посета на Рим и Ватикан по повод одбележувањето на денот на сесловенските просветители во базиликата Санта Марија Маџоре. Положија цвеќе пред спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа Кирил и Методиј. Присутни беа и голем број македонски граѓани. Силно е и инспиративно е да прочитате на македонски јазик покрај на другите словенски јазици, дека му оддаваат почит на духовниот сесловенски татко, без кој веројатно ние и тешко би се просветиле, бидејќи тој е тој носителот, доносителот, промоторот на писменоста, а без писменост не можете ни умот, ни мислите да ги изразите. Никогаш на човештвото не му било повеќе потребна вера
духовно со оглед на напливот на материјалното што не доведе до состојба со која не смееме да се гордееме. Силјановска Давкова го посети и гробот на папата Франциск. За него председателката вели дека ќе остане запаметен по умот и посветеноста на сиромашните, како и по блискоста до верниците. Заедно со неа како дел од делегацијата беше и министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Жал ми е што не успеав да го запознам предходниот папа, но денеска се поклонив на неговиот гроб. Импресиите од овде се големи и се надевам дека од новиот папа, кој што постојано повикува на мир, на единство и на заедништво, дека конечно ќе ги отвориме многу повеќе ушите, дека ќе бидеме многу поразумни и дека конечно ќе престанат војните и дека ќе се донесе мир во светот, благосостојба, заедништво и единство. Во базиликата Санта Марија Маджоре во Рим денеска присуствуваше и црковна делегација предводена од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Честитка по повод празникот испрати собранискиот спикер Африм Гаши. Овој празник не подсетува на големината на мисијата на сесловенските просветителски браќа, кои преку создавањето на глаголицата и ширењето на писменоста оставија длабока трага во историјата на словенските народи. Како собрание остануваме посветени на унапредувањето на образованието, културата и јазичната разноликост, како суштински вредности на едно демократско и напредно општество, вели Гаши. Ние и сите идни генерации имаме обврска да го почитуваме и негуваме наследството кое светите Кирил и Методи ни го оставија. И горди сме што покажавме дека се грижиме за нашето културно наследство, за нашиот македонски јазик. Во периодот на владите на СДСМ беа донесени храбри државнички одлуки, благодарение на кој денес македонскиот јазик е признат и рамноправен во Обединетите нации и во Европската унија, стои во честитката на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Инаку во понеделник Силјановска Давкова ќе има аудиенција кај поглаварот на Римокатоличката црква Лео 14 и ќе оствари средба со државниот секретар на Светиот престол кардиналот Пиетро Паролин. Потоа во Рим ќе има билатерална средба со председателот на Италијанската република Серджо Матарела. Мартин Арсов, Сител телевизија. А денот на сесловенските просветители одбележани во Прилеп. Дарко Штарговски јавува. По повод празникот посветен на светите браќа Кирил и Методи, сесловенските и македонски просветители. Во Прилеп повтор пат се одржа настанот Денови на Свети Кирил и Методи. Предходно во црквата која што го носи нивното име се одржа литургија со која што чиноначалствуваше митрополитот Петар во сослужување со епископот Никола, а во Прилеп денеска гостин беше и митрополитот Силоан на австралиската епархија на Српската православна црква. Ова е прв српски владика кој што служи во оваа црква после Втората светска војна. Токму светите браќа Кирил и Методи се оние најзаслужните не само за православието на словенските народи, туку исто така што нивното дело не било завршено со протерувањето на нивните свети ученици, светите Климент, Наум, Сава Гораз и Ангелари, туку напротив, тука е продолжено и оттука се развило и повторно се возвраќа на сите словенски земји. Све нас Словене, јер со ови просветители заправо нама на нашем собственом јазику приближили истину Христову, управо благодаречи нjihovom труду, нjihovom просветителском раду и равноапостолном раду, како каже сам Тропар и нjihovo житие, добили све те истине на јазику и на култури која нама најближе. Настанот е организиран од Сдруженијето Платформа за креативни концепти Прилеп во соработка со општината. Проектот вклучува работилници и ученици од 7 и 8 одделение по македонски јазик и ликовна уметност, како и овој завршен настан. Овој проект има за цел се повеќе младите да се запознат со ликот и делото на светите браќа и да го афирмираат. Главната цел се тие повеќе да научат, бидејќи тие се еднината на нашето општество и во нив треба да ја гледаме просветителската дејност. Нашите просветители кои што едноставно ни го дадоа и ни го преведоа Светото писмо, му дадоа писменост на нашиот народ, православен народ, со кој што навистина се гордееме како на Балканот, така и на целиот свет.
Организаторите на настанот се надеваат дека оваа манифестација единствено од ваков тип во Македонија ќе стане традиционална. За Сител, Дарко Штарговски. Ти имали надеж за македонските евроинтеграции на самитот на НАТО во Хаг. Бугарија не ја коментира најавата за средба. Обвинителството бара ефективен притвор за Насеф и Нухиу. Ден по најавата на премиерот Христијан Мицкоски дека на самитот на НАТО во Хаг можно е да се случи диалог со Софија под посредништво на Европската унија, во Софија денеска нема коментар. Аналитичарите пак сметаат дека македонската страна не треба да има големи очекувања од средби во ваков формат. Бугарија засега не потврдува можна средба помеѓу Радев и Силјановска следниот месец на НАТО самитот во Хаг. Средбата која ја најави премиерот Мицкоски од заедничката пресконференција со шефицата на европската дипломатија, бугарските медиуми ја пренесоа, но државниот врв не ја искоментира. Одговор побаравме од кабинетот на бугарскиот председател Радев, но таму велат дека досега немаат информација за ваква средба. Аналитичарите пак сметаат дека македонската страна не треба да има големи очекувања од средба во ваков формат и покрај најавеното присуство на високи представници на Европската унија, НАТО и Соединетите Американски држави. Точно е дека Калас прати едни малку различни пораки од Кошта предходно. Кај Кошта беше декларативна поддршка за евроинтеграциите, кај Калас имаше и некаков можеби зголемен апетит или некакви конкретни механизми во самата изјава, но на крај ќе се сведе на политичка волја и во Македонија и во Бугарија, затоа не гледам некаков спектакуларен напредок и не мислам дека треба да очекуваме некаков голем квантен скок напред на првата средба. Можеби присуството на меѓународните представници ќе направи да се договорат дека ќе се договорат, но не треба да очекуваме конечен резултат, ниту пак некаков конкретен напредок на првата средба. Единствен начин за придвижување кон конечно решение, според Арсовски, е промена на позициите или од страна на Софија или од страна на Скопје. Мислам дека додека не се смени позицијата или наша околу тоа како би ги прифатиле уставните измени или бугарска, не можеме да очекуваме напредок. Тие можеби да констатираат заедничка волја за разговори, може да констатираат заедничка волја за компромис, но не може да направат никаков исчекор додека една од тие две позиции не се смени. Европската унија се уште се надева дека Македонија ќе ги исполни превземените обврски за уставните измени, но шефицата на европската дипломатија Каја Калас вчера од Скопје порача дека се разгледуваат и други механизми за откочување на европската интеграција на земјава, ако планота не успее. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Љупчо Димовски е реизбран за лидер на Социјалистичката партија на Македонија. Делегатите на 10-тиот партиски конгрес повторно му ја дадоа довербата. За деталите во овие вести Александар Спасовски. Да, Маријан, пред малку заврши конгресот на Социјалистичката партија на Македонија и на него, како што кажа и Љупчо Димовски, е реизбран за партиски председател. Во својот извештај пред конгресот тој рече дека успел да ја врати партијата на власт и да ги зајакне нејзините позиции. Упати серија критики до претходната влада која што ја обвини за распродавање на македонските национални интереси, кои што, како што рече, ја заглавиле македонската интеграција. Во идниот мандат рече дека својот фокус ќе го стави токму на европските интеграции, меѓутоа, како што рече, не по секоја цена и без билатерални услови во преговорите. Рече дека неговиот фокус ќе биде подобрување на животниот стандард на граѓаните преку развој на економијата. Рече дека со ВМРО ДПМН имаат одлична коалиција, како што кажа, ставовите кои што премиерот Мицкоски ги изнесува во врска со уставните измени се заеднички ставови на двете партии. Имаме дел од пораките на староновиот председател на Социјалистичката партија. Љупчо Димовски е реизбран за лидер на Социјалистичката партија. Делегатите на 10-тиот партиски конгрес повторно му ја дадоа довербата. Во својот извештај констатираше дека успел да ја врати партијата на власт по 7 години поминати во опозиција. Упати силни критики на адреса на претходната власт која ја обвини за предавство на националните интереси и блокада на евроинтегративниот процес. По тешкиот пораз на Социјалдемократскиот сојуз на локалните избори, стариот партиски председател поднесе оставка од функцијата премиер и лидер на партијата, новиот кој го наследи како партиски председател и премиер, се покажа недостоен за функцијата и направи катастрофални грешки на штета на државата и народот, прифаќајќи како и претходниот
одредена положба на државата во однос на соседите. Тие тргуваат со идентитетските прашања за името, јазикот и историјата на државата, што како последица ја закочија и нејзиниот пат кон Европската унија. Напредокот кон Европската унија останува во фокусот на Социјалистичката партија, но како што рече Димовски, не по секоја цена и без билатерални услови. Во новиот мандат најави борба за економски раст и повисок животен стандард. Ни престојат сериозни задачи во наредниот период за да се отстранат насобраните аномалии и пречки и да се остварат промените кои се ветени во програмата на коалицијата Твоја Македонија, прочувана во годината програма. Мора да сме упорни на тој пат за да се докажеме како партија дека имаме сила и потенцијал да оствариме економски раст и развој во стабилни услови и да влееме надеж кај граѓаните дека промените се можни и оствариви за поквалитетен стандард и живот. Социјалистите во моментов имаат двајца пратеници, еден градоначалник и еден заменик министер, додека председателот Димовски е подпредседател на владата задолжен за политички систем. Истакна дека со ВМРО ДПМН се во стратешка коалиција повеќе од 21 година и има одлична комуникација со премиерот Мицкоски. Премиерот Мицкоски успешно е води владата на Македонија со јасни државнички и национални ставови, со реален и критички пристап кон ЕУ интеграциите и со фокус на внатрешните развојни проекти и захвати за меѓународно инфраструктурно поврзување. Отворен критичен на уцените за ЕУ интеграцијата, особено барањата за уставни измени. Социјалистичката партија на Македонија дава целосна поддршка на овие ставови. Впрочем, тие се заеднички изградени, заедно со премиерот Мицкоски. Социјалистичката партија е правен наследник на Социјалистичкиот сојуз, а во денешната форма функционира од осамостојувањето на Македонија. Љупчо Димовски е третиот партиски председател. Го наследи Љубисав Иванов Дзинго, која водеше партијата речиси 25 години. Александар Спасовски, Сител телевизија. Јавното обвинителство бара поранешните директори на онкологија Нино Васев и Нехат Нухил да одат во затворот во Шутка. Мерката куќен притвор одредена од Кривишниот суд според обвинителството е недоволна да спречи бегство на двајцата обвинети во случајот онкологија. Јавниот обвинител вложил жалба и бара од апелациониот суд да одреди ефективен притвор, бидејќи поблага мерка како куќен притвор не гарантирала непречено водење на кривишната постапка. Имајќи предвид дека со двете поднесени обвиненија на обвинетите им се ставаат на товар повеќе кривишни дела, за кои се запретени високи затворски казни, како и другите околности кои укажуваат на опасноста од бегство, мерката куќен притвор не представува доволно ефикасна заштита, велат од јавното обвинителство. Обвинителството бараше ефективен притвор за Васев и Нухил, но со одлука на Скопскиот кривичен суд двајцата вчера заминаа во куќен притвор. Судот им ги одзема и патните исправи, а имаат забрана да бараат и нови. Владеачката ВМРО ДПМН денеска побара обвинителството да ја и преиспита и улогата на Венко Филипче, поранешниот министер за здравство во случајот онкологија. Случајот со онкологија е веќе втор случај по пресудата за модуларната болница, каде што некогашниот министер за здравство, а сега привремен чувар на местото председател на СДС, Венко Филипче, е иземен од одговорност. Проневерата од 2,2 милиарди денари во онкологија, немањето на онколошка терапија и купувањето на скапи лекови од компанија блиска до Филипче, основното јавно обвинителство мора подитно да го истражи. Воедно повикуваме Филипче да прекине да се крие по партиски штабови и да се појави во јавност. Вистината излезе на виделина за онкологија, грозната лага на Мизрахи и ДПМН кои сака со креирање документи да го прикажат Филипче како виновен им пропадна во вода. Наместо да се повлечат и да се извинат за своите лаги и манипулации, тие продолжуваат безочно да лажат и обвинуваат, реагираат од СДСМ. ДПМН освен манипулации и местенки, ништо друго не направи откако е на власт.
Од утро до вечер се занимаваат со измислени афери за Филипче, бидејќи немаат ништо друго да понудат. Немаат реализирано ниту еден проект, а ветувањата од кампањата со кои ги изманипулираа граѓаните останаа неисполнети. Затоа не им преостанува ништо друго освен да го вртат вниманието од своите неуспеси, но граѓаните тоа го препознаваат и затоа се во паника. Ниеден лажен напад на Филипче и секојдневни пресконференции нема да ја поправат штетата што секојдневно и ја прават на државата и на граѓаните. Уништија се што беше макотрпно градено, ја уништија економијата, перспективите, надежта и ја задолжија државата за 3 поколенија, велат од опозицијската СДСМ. Роднините на жртвите откочени ќе даваат исказ пред обвинител. Голем прекин на електричната енергија низ Јужна Франција. 160.000 домаќинства без струја. Семејствата на загинатите од пожарот во Кочанската дискотека Пулс ќе можат да даваат исказ во обвинителството во рамки на истрагата што ја спроведуваат јавните обвинители. Привршува истрагата за пожарот во Кочанската дискотека. По распитот на осомничените и бројните сведоци, идната недела ќе се сослушуваат и најблиските на починатите. Јавното обвинителство ги повикува да им објасни како да се приклучат на кривичниот прогон, но и да ги кажат своите сознанија за случајот. Преку исказите дадени пред јавен обвинител, тие ќе можат да си ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон. Ќе можат и директно да се информираат за текот и фазата во која се наоѓа постапката. Ваквите сослушувања се поединечни и на нив ќе биде повикан по еден законски застапник за секоја од жртвите да се произнесе во однос на правата како оштетени. Тој во својот исказ ќе може да предложи и други лица од семејството кои евентуално имаат сознанија за настанот. Средбите ќе се одржуваат идната недела, а во следните 2 дена обвинителството ќе ги контактира семејствата преку волонтерите од Супорт Кочани. Јавното обвинителство, согласно своите законски овластувања, во текот на целата постапка посветува особено внимание и грижа за жртвите на овој трагичен настан. Воедно се уште активен е и повикот на обвинителството до сите останати кои што имаат лични сведоштва за несреќата, информации и докази во однос на работата на клубот Пулс и поврзаните фирми, како и сознанија во врска со работата на институциите надлежни да постапуваат, да ги споделат со истрагата. Во меѓувреме од притвор излезе поранешниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салију. Според одлуката на апелациониот суд во Штип не постоела опасност од бегство, па притворот му е заменет со мерки на предпазливост. Одземена му е патната исправа, а добил и обврска 2 пати неделно да се пријавува во Скопскиот кривичен суд. Неодамна судот одреди куќен притвор за поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. За пожарот во Пулс обвинителството води истрага за околу 60 лица, под сомнеж дека сториле тешки дела против општата сигурност, што се казнува со затвор и до 20 години. До сега неколку пати државниот обвинител изјави дека истрагата ќе заврши до средината на идниот месец, пошто ќе биде познато дали со обвинението ќе бидат опфатени и други лица. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Второто лице со мајмунски сипаници во државата се уште не се пријавило на прилет на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје, вели директорот Фадил Цена. Од вчера до денеска нема никакви промени кај пациентот со мајмунски сипаници хоспитализирана инфективна. И тоа е во добра состојба. Вториот кај кој е потврдено ова заразно заболување се уште не се јавил на клиниката, но од Институтот за јавно здравје велат редовно комуницираат и со него. Лабораториските анализи кај заразениот кој е изолиран во болничка соба се во рамките на нормалните вредности, велат инфектолозите. Пациентот нормално се продолжува да се следи и се уште и ќе биде хоспитализиран неколку дена кај нас додека ова не донесеме друга одлука. Иначе кај пациентот се влегува со лична заштитна опрема, сите протоколи што се предвидени и препораки од СЗО се почитуваат. Пациентот е изолиран во една соба.
На листата на контакти на Институтот за јавно здравје се и 2 здравствени работници кои имале комуникација со потврдените случаи. Институтот за јавно здравје изработи краток водич за здравствени работници со препораки и патеки на движење за сомнителните случаи. И истиот беше доставен до Министерството за здравство. ИАЗ денес отвара 2 нови телефонски линии за информирање за мајмунски сипаници. И тоа за консултации на граѓани и за консултација на здравствени работници. Стои во соопштението од Институтот. 2 потврдени случаи на мајмунски сипаници во земјата се мажи на 40 и 44 годишна возраст од Скопје. Не се познавале меѓу себе. Не патувале надвор од земјата, но во ист ден биле на преглед на клиниката за кожни болести. За кој подтип на вирусот станува збор? Од ИАЗ примероците ги испратиле во Холандија. Освен осипка и ова заболување, карактеристични симптоми се и висока температура, болки во мускули и омалаксаност. Сања Димитровска, Сител телевизија. Општина Зрновци ќе добие дом за стари лица со капацитет од 75 легла. Трајан Ристовски јава. Дом за стари лица ќе се гради во општина Зрновци. Со капацитет од 75 легла треба да ги задоволи потребите на возрастното население од Кочанскиот регион. Ова е од огромно значење, зашто бранот на иселување на младата популација од истокот не стивнува и за се повеќе стари лица нема кој да се грижи. Очекувам дека приватниот инвеститор веќе во септември месец ќе започне со изградба и ќе имаме камен темелника, изградбата некаде би требало да заврши за година време, имајќи во предвид дека во регионот овие објекти се многу мал на бројка. Мислам дека ќе успееме да ги подобриме животните услови на оваа категорија наши повозрастни сограѓани. Имајќи во предвид дека нивните фамилии претежно се иселени во странство, сметам дека ова ќе биде еден прекрасен капитален објект, пред се за подобрување на животните услови, а дополнително и вработување на лица од и општина Зрновци и соседните општини. Во регионот дом за стари лица има само во Берово, а останатите општини прават напори за изградба на вакви објекти. Во Штип објектот е изграден до карабина, но се чека отстранување на административната пречка за истиот да продолжи да се гради и да се стави во функција на граѓаните. Сдруженијето на пензионери во неколку наврати потенцираше дека има обезбедено финансиски средства за да може да се догради домот кој ќе биде од големо значење за граѓаните од третата доба. Едно од првите барање на новиот веде градоначалник на општина Кочани исто така беше за изградба на пензионерски дом, а за истиот во прва фаза се потребни 266 милиони денари. За Сител, Трајан Ристовски. За опасноста од мајмунските сипаници, како се шири заразата, има ли случаи кои не се пријавени, за реформите во здравството, што треба да биде приоритет, во тема на денот, доктор Драган Даниловски.